На претходните избори граѓани се жалеа за прекршено право. Владата и Државната изборна комисија се виновни, пресуди судот, извршиле директна дискриминација на лица со попреченост, не можело да го оствари избирачкото право. Ги мрднали ова институциите од мртва точка. За некој ден стартува предизборната кампања, која повторно ќе се базира на ветувања, а меѓу нив ќе има и такви кои се дадени пред 10-15 години, а ништо од тоа не е реализирано. Со Горан Спасов, сертифициран обучувач на Државната изборна комисија, на терен проверивме каква е пристапноста до институциите за лицата со попреченост. Горан не беше изненаден. Вели, рампите ги ставаат само на влезовите да се задоволи законската регулатива, но во најголем број објекти не се функционални. И за жал, многу избирачки места се на втори и на трети спрат, каде што се непристапни, има премногу скалила, каде што за лицата со колички е тотално непристапно и според законите на Државната изборна комисија, односно според законот за избори, избирачкиот одбор не смее да го напушти избирачкото место за да му излезе во пресед на лицето кое е дошло до објектот, а не може да влезе во просторијата за гласање, не смее да го напушти објектот и не може да му дозволи да го изврши гласањето. За да нема непријатни ситуации, вели многу работи кои се сугерирани на Државната изборна комисија се преземени. ДИК направил скрининг на избирачките места. На сајтот може да се провери дали избирачкото место е пристапно. Направивме проверка. Ги внесовме моите податоци. Гази Баба, 249, гласачко место, културен дом и така натаму, така натаму. Во долните две категории има информација за пристапност на избирачкото место. Можете да најдете тука. Кој ќе кликнете тука, ви се појавува. Каде е ова? За избирачкото место, населено место Скопје, за ова нема податоци. Гледате, Гази Баба, општина Гази Баба, не беа пронајдени информации за пристапност. Значи за моето гласачко место нема за вашето, дали е пристапно или непристапно, да. Процесот на гласање ги открива проблемите со кои се соочуваат лицата со попреченост во образовните институции. Државната комисија ги амортизира во рамките на своите можности, но оние кои се на листите со години не ги решаваат. Непристапни училишта, непристапни амбуланти, болници, клиники. Како што може да видите и тука во оваа установа, просториите за прегледи се доле, а лабораторијата е горе на спрат, така да тоа е доста голем проблем за лицата со попреченост. Сега тука вработените излагаат во пресред, доаѓаат во ходник да земат крв и така да направат анализи, но тоа не е онака соодветно за една здравствена установа. До народниот правобранител изминативе 5 години имало речиси 200 представки за кршење на правата на лицата со попреченост. Заедницата без попреченост не сака лица со попреченост да се мовтаат околу нивниот двор. Се очекува барем и на овие избори да им видиме повеќе лица со попреченост на листите за претеници. Проблемот е тоа што во нашата држава не се прави разлика помеѓу оневозможеност и попреченост. Најголем дел од популистичките мерки, исклучиво и во програмите, ако ги читате во претходните избори, исклучиво се фокусирани во областа на социјалната заштита. Меѓутоа, проблемот е повторно посуштински и посистемски, бидејќи лицата со попреченост, кои што стекнуваат одредена попреченост, која што се подлабочува е тоа што ние во нашата држава, нашите права, граѓанските права не ни се препознаени. Ние се уште сме третирани од заедницата без попреченост, од центрите на власт како луѓе кои што немаат вредност. И од тука државата смета дека ако даде одреден додаток, например, за попреченост, дека со тоа всушност ја исчистила државата совеста и им помогнала на лицата со попреченост. Пред 20 години е донесен закон за пристапност, а никој не се заложил да биде спроведен. Ниту пак некој е казнет затоа што не е спроведен. Ки имаат ли политичарите смелост да ги погледнат лицата со попреченост и да им ветат нешто што требале многу одамна да го направат за нив? Политичарите нема да се либат и нема да се двоумат воопшто да бидат не само дрски, туку да ги употребат сите средства за да дојдат до гласови. И тоа, за жал, се смета за нормално во нашето општество, но не е во ред. Индициите и од Светската здравствена организација, но и од анкетата на Заводот за статистика се дека околу 20 до 30% од населението во Македонија има некаков облик на попреченост.
имате работи кои што години назад како инвалидски организации и биле давани како предлози, преценили да влезат во програмите на Министерството за труд и социјална политика. И сите тие, верувајте се, има многу да ги набројувам, сите тие се вака финансиски многу ефтини за државата и може да ги реализира буквално само со промена на некои законски основи. Заменичката министерка за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, иако прашана, не ни даде одговор што е направено изминативе 7 години за оваа заедница. Дека е потребна добра волја, доказ е ова основно училиште во Скопска Киселавода, кое ги има сите услови за ученици со физичка или интелектуална попреченост. Ова училиште кај што сме сега моментално е пристапноста сегде прилагодена. Значи има првен тоалет направено за инвалидизирани лица, има внатрешни лифтови. Еве вака треба да изгледа едно училиште и други сите јавни објекти што се на ниво на Македонија. Очигледно пресудата за кршење на правото на лицата со попреченост не им беше потсетување на институциите дека се должни на сите да им обезбедат достоинствен живот. Се надеваме дека потик им биде овој позитивен пример на училиште кое што е направен со добра волја на многу добри луѓе.